Здраво, тоа сме повторно ние, вашите пријатели. А ваши пријатели се нормално и вашите домашни миленици. Вистинските пријатели се секогаш тука за вас. Затоа гледајте не нас, а сакајте ги вашите домашни миленици. Ние со вас секогаш ги споделуваме најубавите моменти на нашите гости со нивните миленици. И оваа емисија ви подготвивме нешто интересно, забавно и едукативно, нормално во наш предпознатлив пријателски стил. Затоа останете во уште едно заедничко дружење со емисијата Пријатели. Сигурно повеќето од вас се сеќавате на него. Тој е македонецот, битолчанецот, а таа бугарката кој што беа на бугарскиот идол. Таму одделно, но тука се заедно. Здраво Бојан, здраво Сонја, како сте? Ко прво да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијата Пријатели. Благодарам на поканата. Добри сме, се уште сме добри. Пред се би сакал да ми ја кажете вашата љубовна приказна. Како Сонја се одлучи да живее во Битола? Предполагам тука јас треба да одговорам, пошто ќе бидам кратка. Тука няма да сакаш некиш, како и нормално се знае да не сум мислела дека ќе дојдам во Македонија пак и да живеам овде. Али едноставно со времето се навикнува. И кога ќе стекнем друштво, пријатели, во работата се наоѓам и овде, така што овде ќе се навикнем. Затоа немам проблем. Супер. Малку е страшно, но не е страшно. Вие чувате зајаче, често доаѓате во печокот Пријатели да купувате храна за него, па знам дека многу добро го гледувате. Па е дали може да му кажете нешто повеќе на нашите гледачи околу вашето миленице? Сега тој свати дека се зборува изгледа за него, пошто почна да се треси. Почнува трема да има. Да, има трема. Никога не сум мислила дека ќе имам заек, ниту пак не сум имала и желба. Али тоа едноставно беше љубов од прв поглед, кога влегов во една продавница овде во Битола, сосем случајно когато Бојан купуваше рибарска опрема. И тоа беше единствено внатре и така само што го погледнав во очињата и си реков, ова е многу добро суштество. И човекот кој што продаваше се доближи до мене и каза, толкова е добро тоа зајче, што до сега сите што сме ги имале, ова е најдоброто и најљубвеобилно. Сака игра, сака внимание, да се гали и стварно така излезе. Памтам тогава јас си замислив ако си го купам, да си го земам, дали можам да го одгледувам. И памтам тогава 2-3 дена не спиев како што треба, од што сакам да си го купам, а ме беше страф дали ќе можам да го гледам, дали ќе го малтретирам ако го земам, дали ќе му ги овозможам условите за живеење, да ми биде среќно едноставно сакав. И памтам и си кажав тогава, ако след 3 дена уште е таму, ќе си го земам. Значи за мене. Али ако не е таму, дано някој да го земи кој што стварно ќе го одгледува добро. Што јас немам опит, ниту пак знаев како се гледа. Читав тогава многу на интернет, гледав како е, што е со други луѓе и се решив да си го купив. Имаше од дома многу реакции, демек што ви текна сега заек, од каде на каде, кад ќе гледате, кад ќе го чувате, али сега веќе не е едноставно дел од сите му се радваме да го гледаме. Дали ви не се приспособи на тебе? Да, одмah, штом си го зедов и до ден денес само мојот глас ќе го слушни и знае ме бара кај сум. Дали го барам да се прибери или нешто ќе му давам за јадене или нешто ќе го карам, пошто многу го карам по кимијарицки кинјата. И татко му не Бојан. Исто многу така го препознава, пошто и тој го храни. А што е она што најмногу сака да го прави? Да јаде цвекиња. Кажа дека враќано си јадела го првно. Да, кога беше ептен маличко, още няколку месеца, имавме во дворо мало местенце со магданос. И то така се го намери местенцето таму, што ми се чинеше се наоѓаше како во супермаркет, кај што се му е бесплатно, си лежеше во магданозо и не ни се откриваше, само леко се протегнуваше да го закаса и пак си легнуваше на назад. Дори имам такви слики од него, беше многу смешно. И дори не го сакат и заради не го уништи, магданозо не излезе од таму. Сонја, ти си повеќе околу зајчето. Она што ме интересира е како Бојан го прифаќа него. Па, искрено, како секој животинче, јас учен сум и од мал со животни, сам така сме растени, Битола и таков град, не сме во некои блокови згради, сте сме обично растени помали, со кучиња, со мачиња, со секакви други работи, папагали, риби и се.
А исто и со зајци, значи дедо ми, баба ми чуваа зајци едно време, тука во градот, тој му беше мерак многу на дедо ми. И така да мислам дека не е едно од полесните животинчиња за чување, сепак мора да се чува затворено, значи зајакот цело време не е пуштен да шета низ дома, сепак е од фамилијата на гризачи, глодари, да, и си подкаснува, се гризнува, така да е полесно да отвориш да му дај за јадење, но сепак си бара внимание. Кај нас е тоа најголемиот проблем што не сме цело време на исто место, а животинчето си бара внимание, не само да го нахраниш. Сака да го пуштиш, да поиграш со него, да го галиш. Ја осеќа љубовта без разлика. Како реагира кога не сте подолго време во домот, па кога ќе се вратите? Тоа секогаш реагира повеќе на соња. Значи повеќе му го слушни гласот. Почва да тропа со нозете, со Почва задните да нозе. тропа, да, со нозете. Многу интересен на пластиката на кафезо, кога ќе слезам долу, само кога ќе следвам по скалите и го слушам как прави с двете нозе. Ту на тая пластиката и знае дека сум јас. И веднага се исправя на кафезо и буца сум отсуната навън и така ме чека и само да му кажам Бъни, пошто сум си упрестила Бъни, нормално може и клише. И ме бара и почва да тропа со нозете и се врти за 30 секунди и направя вътре в кафеза като ураган. Да, интересно е кога ќе треба да го прибери. Кој да го вика нема. Значи ако го вика Соња, треба малку време, да. А малку го вика Соња, Бъни, ќе стигне. Да, бара, така иди звуко, се озрта и еве го. А јас ако треба да го приберам, ако не е Соња дома, тоа е... Куку играме. Сад. Ајде им кажеме нешто повеќе на нашите гледачи што би требало да прават доколку имаат зајаче како домашен миреник во домот. Пред се треба да имат Хубав кафес, да, голем сено кафес. за храна по зборник. Кафес треба да се има голем. Тоа е најважно. Значи за да се чува, сепак да има малку простор внатре, значи да не го стават во оние малите, сепак да не може да се сврти внатре. Сега барем има огромни кафеси, дури има и на 2 спрата да се игра. За храната, Соња веќе Да, аз съм обично да, му давам разнообразно, не кем да се труе само со едно, да кажем, труе. Не можем да се разберем со татко му, колкото и да му обяснявам дека може би хлебче не е толкова добра идея да му се дава. Но той е убеден, щом на него му се допада, значи е горет. И аз добро. така да си яди лепче. Така што си яди на себајлето лепче задължително, пред татко му дојде на работа, задължително се дава малце хлебче, след което идвам аз и почвам с сувата храна, која што е на гранули, след тоа следува нешто морковче, зелче, ако имам някое магдановче или пиперче, също така додавам. Да напоменеме. Да. Напомениме, да. Кога ќе го извадам и неполнето. во двор веќе коке јади се што сака. Значи имам заприметено, пошто имаме нане насадено, го обожава, жалфијата ја обожава, сите тие што се како билки ги обожава. И мен ми беше страв многу од тоа да не се натрови с нешто надвор, пошто имам сякакви цвеќиња. Си имаше случајно еднаш? Да, не сме, треба да се пази. Не знам дали толку знаат да избират, некогаш ще може да сгрешат, пошто да се јади, може да е нешто вкусно, да има некои токсини. За мен имаше проблеми еднаш, да. Да, препоръчително да му се дават и свежо и сува храна исто така. Она што е наменета за наш. Да. Повеќето сува. 70-80%. И задължително сено трябва да имат. Вода трябва да има цело време и да, и што е најважно да се чисти. Много е важно да се чисти. Значи да му е чисто. На колко време го чистите кафето? Обязателно веднъж 2 пъти го неделата. Зависи, ако не го имам пуштено много дълго време, примерно надвор 2-3 дена, нормално дека той ќе загади по-бързо. Ако ќе дење, особено ако ќе е летото, го пушта много, цял ден да се шета надвор. И тогава по-бавно го, веднъж го неделата, обязателно тогава се чисти. Се го мие, се сменя талаш и му се клада сено, пошто той со сеното и јади со него и остатъкът той си го разпределва и си спие на него. Бојан, тебе би те запрашал ова. Дали можеш да ни кажеш некоја интересна случка која што се е случила со твоето зајаче? Па многу работи. Мислам, пред една година беше стварно многу интересно. Дворот не ни беше заграден со еден друг соседен двор до нас и цело време беше таму.
тая беше напуштена куќа, сега веќе заградено е, израмнето рушен. Беше напуштена куќа и за него беше рај, имаше треви, цвекиња, дрва, значи буквално се што може да има во еден двор што е напуштен. И цело време беше таму. И кога ќе требаше да се прибери, беше стварно многу интересно. Го имаме барано една вечер со сјалици, со тројца, четворица. Многу беше интересен. Најинтересната случка беше кога беше мал. И ја викнав Сонја кога јадеше Макдоналдс. Баш во местото каде што садевме Макдоналдс и беше легнат. Значи можете да замислите зајче кој е легнато, буквално нозете му се настрана. Имаше една гранка вака тука над него. И не ни се помрднуваше, значи само вака јадеше гранката. Беше многу интересен. Сонја ти кажеше тогаш, да. И има още нещо тогава пак за този двор, когато беше напущен. И имаше един балкон разтурен, отдолу имаше ковчег някакъв оставен и зад този ковчег той си ровеше дук. И си събираше гранки и тревки и си ги носеше там. И ние с Боя седим и го гледаме, той шо ровари. И Боя по време ми да се върти и вели: ей, Соня, овој ке се дели. Направи, да. Да, и беше много забавен. Тогава си правеше кукерче и там си се криеше. На друг един момент много смешен, пошто зимата най-често го пущам дома во ходника, пошто ни е много дълг со скали и той там си спринтира, буквално спринтира. Сигурно 11 скали ги взема за 3 секунди. И по едно време ни се загуби пак тропването по скалите и го снима. Нещо сигурно се е намерил да се занимава. И по едно време сестра му на Боя се провикнува: брат, снима интернет! И само аз се въртам: зајако! Качвам се горе, той намерил каблите на придела. Между зипчето и между чевларчето намерил там една процеп, се провнал и кабела за интернет насечен на 1000 парченца. Така, буквално, като со нож сечен, изтърган. И на мен буквално ми се снеарни и викам: готово, сега ако не го направят на каша, никога няма да го направят на каша, значи. Сега най-често надвор сите тревки и цветиња сушо се бъркаме. А най-сака трънливи работи с боцки, как му казвате. Имам една рибизла в една голема саксия, буквално ми е скастрена до дъно от него. Как? Не знам, али много е сака. Исто така и трендафил. Имах един мал трендафил в една саксивче, мини трендафилче. Дори беше малечук, се изправяше на две ноджиня, стигнува, каснува и аз ке го видам и ке свикам: не! И той се върти с ружата овде и само за 3 секунди ружата нема и бега. Да, то беше също много смешен момент. Обично ги тераме во нашата емисија гостите да се вратат малку во детството. Па е да вратам и вас. Дали се сеќавате на вашето прво милениче? И аз се сеќавам, да, се сеќавам. Прво, пред да имам милениче, обавезно носех мачки од улица дома. Значи ќе ја носех дома. Па баба ми од страната на мајка ми чуваше исто така мачки и секогаш имавме дома некакво маче. Макар што за да не го гледат дома, секогаш ни правеа некакви трикови, значи избега мачето, не знам шо, сега си замина, требало да оди ваму, требало да оди таму и така, ама ние пак наоѓавме начин да најдеме друго. Куче не сум чувал никогаш, иако многу сакав. Чував папагал, рибчиња и така, тоа е тоа што сум го чувал. Некогаш ќе имаме куче сигурно. А која раса на куче би сакал да чуваш? Или може би по-нерасна куче? Па, не знам да ти кажам, немам нешто посебно афинитет по некоја раса. Да, нема врска. Јас и дури мислам дека многу од бездомните кучиња се многу поинтелигентни од оние расни. И мислам, сум го видел тоа. Еве тука значи еден апел до дружинијата за животни да ти подарат едно кученце. И аз и сам ќе си побарам, кога сакам да така да не чекам да ми подарат. Ти, Сонја? Аз стално съм била с животни дома. Най-интересно беше тогава, когато имахме един период, който живеехме в един много мал стан. Буквално една соба, по-голема, с куиня. И тогава имахме 2 аквариума с риби, един голем, дълг и един по-тесен висок за другите видове риби. 2 папагала, 2 кърнаринци, една мачка и един куче. И тогава беше интересно, когато влезеш кај нас дома, от сите страни чуваш някакви звуци. Мачката, кучето, папагалите, кърнаринците, само шо рибите не издават звуци. И може да замислиш по един таков мал простор
Ние со две деца с брат ми и сите тие животинчиња стварно бевме като зоолошка градина. Ама куче и мачка така звучи малку шокантно, али стварно се погождаја и толку многу се сакаја, што веднаш кога ќе ни избега мачката, само кучето тогава ја откри каде е. Така ја најдовме кај по миризба, не знам како, беше во някакви комшии, ојде тој и гремеше там пред врата и ја чекаше. Бојан, Сонја ви благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели и за крај би ве запрашал за еден апел до нашите гледачи. Зошто милени во домот? Мислам дека не е нешто специјално што треба да кажеме, сепак луѓето се навикнати со животните и обратно. Кога живееме во град, насело е многу поразлично. Значи насело сакаш некиш би требало да имаш некакво животно, инаку зашто живееш на село. А во градот мислам дека ни не полнат некако со енергија и се она што го гледаме во градот, сите тие гужви, кои ќе сме со животинчето е малку поинако. Сепак има некој кој што се грижи за него, интересно ти си играш. Мислам дека секој би требало да има некакво животинче. Така сме направени. Мислам дека за тоа сме создадени да живееме заедно. Заборави да ве прашам, пред да се одјави прилогот, да ми кажете дали вашето зајаче ви го исполнува вашето слободно време. Да, но. Да, аз за мен не само да го разбавува, за мен е като да не сум нови свет, кога излезам на савајле да пием кафе во дворо на лето, на пролете и се кога го времето. Првото нешто е искарвам зајако од кафезо в дворо, си правам едно кафенце, сјадам, си взимам книгата и уживам цяло предпладење с него и ми е уживанце кој ќе срекне тој, кој ќе игра, кој ќе се радва, се чувства слободен и така се осеќам дека стварно го гледам, може би добро, да не кажем одлично, си го гледам, се старам така да го гледам. А зошто треба да имат луѓето милиничиња или јас можам само да споделам дека така имам заприметено, милиничињата изваждат од луѓето најдоброто. Значи, искараат она што е скрито во луѓето и тоа што му фали да споделат на нешто љубовта од внатре, што не можеме ние луѓето стално да си ја споделиме таа љубов, али кам милиничето стално да имаме она милост и никога кам него немаме нешто лошо. Што е да направи, беля, ова, она, стално тоа така ни вади таа и седно ги сплотјава луѓето кон него. Кога ќе го видиме примерно ние четворицата дома как тоа се радва, најднаш и ние сме срекни. Виж што направи, леле, ова, така. Тоа ни вади милиничето таа љубов кон нештото, кон убото. И тоа е такво животинче што никога няма да ти преречи, няма да ти одговори, што е милиниче да е. Колкото и да го караш нешто да му направиш, Тоа повторно те сака. Да, тоа пак ќе те сака. Уште нешто да ви се заблагодарам за гостувањето во емисијата Пријатели. Благодарим. И ние благодарим. Денешен гостин во емисијата Пријатели е веќе добро познатиот за вас Јохан Тарчуловски, кој што по долгото отсуство од својот дом е повторно дома со сопругата Сонја и двете дечиња. Денес ќе зборуваме за неговата љубов кон милениците, па Јохан, добро ни дојдовте во емисијата. Добре, најдов. Ајде, кажете ни нешто повеќе за адаптацијата после долгото отсуство од дома. Периодот човек се приспособува на се, но многу е полесно кога си со семејството, со децата, со жената, пријатели, но чекор по чекор, миц по миц, што се вика, лека по лека се доаѓа на своје место. Дали во Хак имавте прилика да одгледувате некое милениче со вашите пријатели? Хак немаше никаква ни можност, ни прилика, ни било каква ситуација, но во Германија се имаше таква ситуација за осуденици кои што се осудени на казна затвор доживотна робија, имаат можност да имаат папагал или канаринец внатре. И тие со нив, кога ќе отидеме така на кафе, да се видиме, разменуваме мислења, муавети и така. Но обичните затвореници, обично што би се рекла на пониски казни осудени до животна, немаат можност. Ти имаш две дечиња, знаеме дека децата Сонија кои што најповеќе ги сакаат животните, па дали имате дома миленичи или ако немате, дали ви бараат да им земете нешто? Миленичи у нашиот дом, од кога памтам, јас кога сум бил мал, па до ден денеска секогаш имала. Пред да доам јас имавме
први миниатурен Пинчев, кој вака, но почна многу пелами, кога почна на училиште, немаше мир, па го дававме на едни пријатели да ни го чуваат. Потоа две мачка, една керката која беа на летување у Дојран, видела некоја баба како ја фрла малечко маченце, мамо го зимаме и од мачето го чувавме и тоа, и ден денеска е тоа тука. Потоа уште едно најде од училиште така, само ги прибира дома, затоа што, не знам, од секојаш ги сакала и керката, и сега ги затоа преку лето дека одат во пробиште под кај што е мојата сопруга, летување и останаа таму да ги чуваат бабата и дедото. Сега после тоа земавме кандаринчиња, едни мали кои се тука, по нивно барање, нивна желба и така. Кога ги одгледувате канаринците, тоа е ваша врска или на вашите деца? Канаринците ги чуваме тука на тераса. Терасата ни е затворена со алуминиум и така, секојдневно си имаат они обврски да ги чуваат, водата да им ја менуваат, храна да им ставаат, па некојаш ќе ги пуштат им натре да летаат и така. Емисијата која што ја снимивме пред известно време со Миленко достигна рекордна гледаност, па сите се разграбаа по куќињата и едно куќе од нив ќе заврши во вашите раце. Кажете ни, за расата шарпланинци се одлучивте ради патриотизмот или нешто друго беше пресудно? Миленко е мој стар пријател и испратив едни пријатели да земат од него, мој старосватов да земат куќе од него. И ми беше мене, ме реки самиот рече, Јохан, едно најубавото женско го чувам за тебе и сигурно дека еве сега треба кога се врати сега на патување во странство да се врати дека ќе го земеме. Шарпланинец секојаш што има и денеска имаме еден поголем шарпланинец во Љубанци, во моето село кај што живеат баба ми, дедо ми, војко ми таму, имам фамилија, роднини, чичко се кои живеат таму што се ностоп и секојаш и таму ни го чуваат затоа што тука немаме услови, живееме во зграда. Во неспрезан разговор пред снимањето ни кажавте дека во вашата куќа на село имате и коњ. Кажете нешто повеќе околу одгледувањето на тоа животно. Коњот е желба на мојот син. Значи, од кога прозборе, прв збор беше тато да ми купиш коњ. Зоро имал коњ, Александар Македонски имал коњ, морам и ја да имам. Ама тато бе викам ќе купиме точак. Не ќе ништо друго, сакам само коњ да ми купи. И прва прилика сега која ја со коњеницата купивме не коњ кој го јававме и за Крушево што одеше и ни остана сега и со нас е тука. Исто тој го чуваме во Љубанци до моите комши кои имаат и нивно коњ и во истата штала и тој па одиме секој слободен момент одиме натака. Кога беше лето во потопло и повеќе денови седевме таму, во бања, го чуваме, го храниме и така. А дали јавањето на коњ во опушта? Јавањето на коњ, ако е за рекреативни по саат-два, сигурно дека ќе опушти и во природа, сигурно мора да се оди, сигурно дека ќе биде супер. Но еве, као за Крушево, кој јававме 4 дена, веќе тоа доаѓа до 10 сати на ден јавање и напорно малку. Но сепак како и да е доживување кое за секој кој е љубител на коњи и на животни е супер. Да ме наврата малку во вашето детство, дали се сеќавате на првото милениче и на моментите кои што сте ги поминале заедно со него? Јас као дете живеев во Чаир, во куќа и ние миленичиња се разбира дека куќињата беа составени од нас. И цело мало ние као деца најдовме едно малечко куќенце, му направивме куќарка тука во паркчето околу куќите и сите го чувавме на лето, цело лето, тоа ни беше не така. Едно дружење, сите заеднички, една обврска као дечиња, секој ден имавме задолжено кој ќе охрани, утре дента други ден донесе јадење, а од своето јадење ќе одели за да донесе за него, ама брзо куќето стана најдебело во населбата. Сите го раневме неограничено и така. Тоа беше едно доживување кое сигурно ми остана осеќавање и не се заборава. И на крај дали може еден апел до нашите гледачи во врска со одгледувањето на миленици? Апел. Милениците се едни благородни суштества кои секогаш треба да им се обрне внимание, треба да бидат заштитени, треба да им се дава љубов, да бидат покрај нас. У најтешките моменти кога се покрај нас ќе не расположат и кога е добро и кога е лошо, тие се тука, да ти покажат, да им изразиме љубов на нив и тие сигурно ќе ни возвратат многу пати на тоа. Јохан, ви благодариме за гостувањето во емисијата, пријатели, се надевам дека некогаш ќе имаме повторно прилика да се дружиме.
Една вечер отишол заекот во кафеаната на мечката и рекол: "Меца, дај едно пиво, оти некој вечер во ќе ади ќоток." Зајко седи мирен, пи си го пивото и не прави проблеми? Така заекот известно време ја малтретирал мечката. На мечката и дошло преку глава, го повикала надвор, убаво го претепала и се вратила во кафеаната. Понеја влегол и заек. Би реков дека некој вечер во ќе ади ќоток. Гледајте ни наредната емисија на истото место во истото време. Чао, чао.